Канабисот за медицински цели е присутен на струмичките ниви веќе неколку години, но агрономите велат дека граѓаните не се запознаени со оваа култура. Според агрономот Игор Ивановски, важно е да се знае дека постои разлика помеѓу канабис што се одгледува за потребите на медицината и оној што се користи во рекреативни цели. Сите мислиме дека канабис е канабис, а всушност канабисот кој што е за медицински цели најголем процент се користи кај што има најголем процент на CBD, канабоиди. Иначе растението канабис, латински име канабис и тоа канабис сативум што е општиот, што е во всушност е конопот, или тука најчесто е дивиот што го викат канабис, потоа има канабис индикум и неколку други видови. Карактеристично е што постојат видови на канабис кои што содржат поголем процент на канабоиди и кои што всушност се потребни се користат за добивање на препарати, најчесто масло со канабоиди, и овие канабоиди имат многу мал процент или на THC-то или така наречено халуциногено или психотропско дејство врз луѓето е сведено на минимум или воопшто немат. Исто така постојат сорти кај што е THC-то, тетрахидроген канабоиди, имат поголем процент на THC и овој се движи од 15, па може и 22, 23 така на проценти, и всушност THC-то го прави ова халуциногенно или психотропско дејствување врз човековиот организам. Канабисот е специфично растение, вели Ивановски. За неговиот квалитет влијаат и условите на одгледување, па не е чудно што канабисот за медицинска употреба се одгледува во строго контролирани услови. Ова го напоменувам затоа што често пати луѓето тука не ги знаат овие разлики и мислат дека секој канабис може да послужи и се користи како за рекреативни цели, односно за медицински цели. Значи тоа не е точно. Канабисот, кога започнав као стручно лице да бидам вклучен во производството, мислев, како што и многу луѓе мислат, дека тоа е како трева. Па затоа некој го вика трева народно, и дека е многу едноставно, а можам да кажам дека овој процес е многу сложен и тогаш имав можност и се смеевме со сопственикот на компанијата кој што ја го одгледуваше на канабис, го велевме лудо растение. Зошто велам лудо растение? Затоа што истото растение, одгледувано надвор, реагира другче, него истото растение има можност и натрешно да биде одгледувано сосема друго. Одгледувањето медицинска марихуана е широко распространет бизнис во Струмичко. Тука постојат десетина големи производствени плантажи.